Skandalozno, živ i zdrav penzioner od Štip za 2 godine 4 pati proglasen za mrtov. Vesta koja gi šokirala najbliskite ja doznale od kako 85-годишни od 300 Трпчев престанал да добива пензија. Они по грешка внесат матичен број на татко ми. И по тој матичен број лицето е починато и го водат него како починат. Тогаш ги оправувавме проблемите, поднесувавме нови пријави за живот на татко ми, дека е жив, дека сите тие документи, и ми рекол дека пензијата ќе му почне да му тече. Што значи 1 месец тој не доби пензија. Наредниот месец ја доби пензијата и ние мислевме дека тука ќе се заврши таа голгота. Меѓутоа, после пола година пак не му стасува пензија. Грешката семејството ја исправало 2 пати, но пред 2 месеци татко ми се јавува и вика пак ми ја нема пензијата. Одам во пензискиот фонд пред 2 месеци со референтите нивни, пак ја оправуваме истата грешка, ја оправуваме. И тие велат што се случува со татко. Ти викам татко ми е жив, ваша е грешката. Се јавуваа до Скопје, до центарот таму, до пензискиот фонд. Оправуваа грешки, исправуваа грешки референтите наши. И рекол дека ќе биде во ред. Сега, овој месец, пак пензија нема на татко ми. Значи, веќе 2 месеца нема пензија. Ситуацијата е апсурдна и фрустрирачка, но и генератор на многу проблеми, зашто пензијата која не ја добива редовно се единствените пари од кои Ристо и неговата сопруга инвалид живеат. Од таа пензија живеам, од ништо друго. И плюс инвалид жена издржува. И плюс инвалид жена издржувам. Ја гледате каква е. Тие се моите 10 лидарки и неите 4. Те помага човекот, там јоко черка, јоко там не бива тоа. Јас тоа можам да го трпам. Јас оно се утражам моите што ми се следува. Не сакам ни крадам ни. Од фондот за ПИОМ пак случајот на Ристо го објаснуваат на следниот начин. Значи, Фондот за пензиско инвалидско осигурување 2 пати во годината доставува писмено потврди до секоја странка за да може да ја овери во властена институција дека се уште е во живот. Оваа странка, односно корисник на пензија, тоа исто до него има направено, односно претпоставувам дека е проблемот во погрешната адреса. Од 88 година странката е корисник на пензијата на адреса Балканска 79. Меѓутоа сега се испостави дека адресата е Балканска 7А, а странката не е пријавила промена на адреса. Сега ќе се пополни потврдата, ќе се испрати до централата во Скопје и во текот на една недела ќе се исплатат овие 2 неисплатени пензии. Ова е единствен случај во државата каде жив човек неколкукратно е прогласуван за мртов и покрај објаснувањето од фондот, семејството е категорично дека разрешница на случајот ќе бара преку суд.